Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики. Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо. Добро вечер, Македонија, добро вечер, моја почитувано публику, вообичаено љубев и секојаш љубам да ве поздравам со овој поздрав, да речем, во секој случај. Да, жешки тропски горештини во државата, но и горештини во она што се случува во нашата пријателска Австрија, во Грац, каде што 10 лица погина, млади деца, ученици, преку 30 повредени. Што значи болен ум? Што значи болен ум кој убива, нема чувство, нема емпатија, нема социализација во средината во кој функционира, во животот во кој го дефинира, бидејќи средината го дефинира карактерот на личностно детето, а потоа човек. Да, драги мои, навистина, моје големо сочувство и од името на телевизија Вистел, на семејствата, на починатите, бројката не е дефинирана. Еден болен ум утепа средношколци, без мува да го лази, говорам свој народен сленг. И дури една мала дигресија направам, мајката на еден од децата и се јави, вика, мамо, мислам дека ќе умрам. Меѓутоа остана жив. Бил уплашен, бидејќи секој се плаши. Се плаши за својот живот. Дозволете ми, во контекст на ова, морам да го кажам, колку мислат и луѓето на секаде вклучувајќи во нашата држава. Ме боли душата, верувајте ми, за малото 3-годишно кавадарчанче, кој почина пред неколку дена. Таткото молеше, ја молеше докторката да му даде превозно средство брза помош да го донесе на детската клиника. Не. Вика, земи си такси. Нели ова е монструозно? Нели ова е човечно? Во нашето здравство вакви луѓе, N+1 бесконачно, нема резултанта казнивост, одговорност. Што да кажем друга ситуација? 62-та што почина политиката не сме да влезе. Не сме да влезе во овој трагичен настан, одговорност треба сите да сносат. Еве се случи и дел од политичката партија ВМРО-ДПМН, висок функционер, како читам медиумите, е за решетки. Значи нема милост за најголемото зло, убиство. А не можам и сега да не го кажам тоа што морам да ви го кажам. Тоа за мојот случај, на мојот син. Не може така, 4 месеци помина течно денеска. Не може, разбрав, почитувани. Шарената револуција беше против системот, за да се промени името. Зоран Заев не ги награди, ги испрали. Шуткарта, меѓу кој и Левица, која видовте како се одесува. Јас имав надеж во оваа група на политичари, но не видов дека ваков галиматијас ќе се случи. Не сакам да се занимавам со Левица. Но шарените добија шуткарта од Зоран Заев. Но се прашувам, една од шарените, коловоđа, беше наградена, директор на клиника на хематологија, кај што почина или е народна експертска оценка, не сум ја, значи лекарите убиени. Знаете зашто? Коловоđата на шарената револуција, како што зборат, е директорката на хематологија, професор доктор Сајна Ставрич, која и пречеше зошто имаше ургенција, Георги, за да се лекува. Па госпоđo Шарена, како ве нарекуваат, па тоа дете мое на 9. мај сам беше уредник на програмата на Канал 5 во терористичкиот чин у Куманово. Сам беше на 27. април, како уредник на Канал 5. Значи, нема ли поголем патриот од него? И заслужил да застане, да се јави некој. Но колку го испочитувавте, госпоđo докторка Шарена?
Колку го испочитувате вие тој што се јавил и ве ставил за директор да се грижите. Уште 20 секунди мораше да го кажам. И таа колешка што е оделенска докторка, госпоѓа Попова. Зошто не дојдовте двете таа кобна ноќ да му дадете поддршка на мојот син и да ни дозволевте да бидеме еден или јас или сопругата или снаата со мојот син. Немам ништо против албанците, јас ги почитам, со нив се гледам секој ден, се дружам и така натаму. Меѓутоа родителите на тие албанки што беа со своите деца. Мене не, госпоѓа Шарена, па имавте нели ургенција. Зошто да бевме ние во собата на Ѓорѓе Томич, не ќе се случеше ова. Мојот син, 25 чекори, беше оддалечен од ургентниот центар. Па ќе урлавме, ќе викавме, нема зашто се случи. Ова е во контекст на ова што се ни се случува. И уште еднаш га замолувам, немојте партиски послушници. Господинот Изет Меджити, среќен и му честитав за коалиција и вака рекол: ако нема солведни кадри во кај албанците, не мора да биде министер. Господин Меджити, ја ви честитам за вашиот избор. Меѓутоа во здравството, кој е најголема карика и слабост во Македонија, ни треба успешни професори, доктори, кои ја знаат болката на македонското здравство, кој умира. А која е детска клиника, дадов коментар, да, госпоѓа Софијанова, Аспазија Софијанова, или Цули, како се вика, таа беше вистински чувар на животите. Мораше во контекст на сето ова. А ние, почитувани, време да вечера ќе отвориме тема која не смеат да се промолчи. Време да ги слушнеме вистинските одговори, да ги прекинеме игрите и да ги разоткриеме оние што ги кочат промените во Македонија. Режија, ве молам еден джингл и се враќаме во студијата. Гласот на народот со Слободан Томич. Гледајте ме. Да, драги мои, сепак жешки температури, жешки теми. Со вас и со мене во студиото е професор доктор Борче Арсов, кај мене прв пат во студиото, за вистинска борба за правда, достоинство и нова ера во Македонија. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер и ви благодарам на поканата. Професоре, еве, го начнав, навистина ми трепери душата за настанот во Грац, за безмилосните, за убиците, за таквите кои навистина убиваат без милост. Видовте што се случи од Кавадарци, 3,5 годишно дете почина. До кога вака ќе ни се случуваат вакви? Па видете, ова ќе ни се случува додека не се преземат сериозни ипотези, сериозни активности не само во здравството, туку и во останатите столбови на една држава, каде што здравството е клучниот сегмент во една демократска во организмот. Да, една демократска држава како што е Македонија. Така. Здравство каде што за несреќа се случуваат вакви немили настани кои што не потресуваат сите. И ние сме родители, и ние сме луѓе кои што имаме деца, кои што го дишеме истиот воздух, допринесуваме за Македонија, работиме за Македонија и ова што ни се случува е навистина трагично и ако не се превземат од корен работите во друга насока, во подобра насока, во квалитет, во тој мерит систем што го зборуваме, ќе ни се, за жал, ќе ни се случуваат вакви немили работи кои што не потресуваат сите. Да, професоре, збориме за правдата, патот незин, дали Македонија ќе дочека новата ера. Не е дефетистички, прагматичен и вистински е поставен со оглед дека еве денес кога го слушам Фршковски на социјалните мрежи. Вели, абе што се занесува, ќе парафразирам, толку неспособна власт, толку неспособни. И ја добиле целата власт, а зборат корумпирани политичари. Како го коментирате ваков дрзок начин, видејќи истиот се сомничи од Министерството за надворешни работи за проневера на финансиска содржина, пари од државата? Па видете,
одредени луѓе кои што долги години се во политиката, а ништо значајно не направиле за доброто на Македонија, таа група на луѓе не може да очекуваме ние да каже нешто паметно или да каже нешто соодветно кој што би дал допринос до овие работи за кои што зборуваме. Ваквите луѓе за жал во Македонија постојат и секогаш постоеле и во минатото. И Македонија кога немала своја држава, знаете дека Македонија највеќе страдала од своите луѓе, од своите најблиски сограѓани. И за жал... Зошто е тоа проклетие? Видете, навистина е жалосно кое што меѓу себе ние си ги разгоруваме или си ги лечиме нашите фрустрации меѓусебно, кој за мене навистина е запрепастувачки, имајќи предвид што во други држави вакви настани и вакви изјави се знае резултатот како завршува. Се казнуваат и соодветно одговарат, како што напоменавте, се има одговорност, има, значи сето тоа што и ние ќе го кажеме и други луѓе што ќе кажат нешто, треба да се сноси соодветна одговорност. Апропо муабетот и тоа што ќе го направат со своите дела, треба да има соодветна одговорност, како што во здравството, така и во другите сегменти во нашето живење, кои што се од клучно значење за Македонија и напредокот доколку сакаме да одиме секако напред. Да. Јас верувам дека новата влада ќе смогне сили да го исправи курсот на движење на Македонија, да го исправи она што е трулово целиот систем. Мора. И јас навистина јас секогаш сум оптимист по природа и мислам дека има потенцијал, имаме луѓе квалитетни кои што можат да допринесат во сето ова што го говориме и во било која област која што не обкружува и во која што ни е сегмент од нашето живење и тоа клучен сегмент од нашето живење, дека ќе испливаат на површина и ќе не извадат од калта во која што... Да бидам искрен, не случајно го спомнам ова, професоре, што ја слушнав изјавата на господин Мицковски пред неколку недели, која беше можда и месец, не ме држите точно со временската рамка, кој самиот кажа дека се очекува дека ќе проветри, значи ќе исчисти несоветни кадри. Не може да бидат партиски послушници, да климат со глава, а да го држат местото на луѓето што се поспособни нив, поекипирани, по-перспективни, по-едуцирани, во секој случај, како да кажам, а сега нам ни престануваат големи чекори. Јас го почитувам и самиот Чиневе, слушнам колку е точно медиумите, го спомнуваат големиот магнат финансов македонски, некој господин известен Крмзов, прочитав тоа по социјалните мрежи и некои портали, се води некоја истрага, наводно за проневера околу 90 милиони евра. Јас се извинам, значи кој шпекулација тоа го спомнувам. Значи нема никаква помпа, никои труби, ако е точно, не знам, тоа секој е чест. Дали треба криминалците да спијат, да речат нема ништо да ми се случи, пуата на капата ќе се еднакреви, милиончињата се вадат надвор од Македонија, капитални инвестиции се горе, фамилиите им се горе, кој што има еден голем бизнисмен, на една голема фирма, приватизирана на криминален начин, цела фамилија му е Швајцарија. Ми се верува. Он доаѓа да плукне тука у Скопје и редови работи и се враќа. До кога, односно, зошто Македонија и натаму нема правда? За жал, еве сега и како што гледаме и правниот систем е исто така несоодветен, тргнате во лоша насока. Гледаме дека последните 7-8 години навистина имаме, како што кажавте, луѓе кои што се направиле одредени криминални действија, а се на слобода или се во услови во кои што
правдата не е задоволена. Гледаме дека обвинителството и судството исто така не се во соодветни рамки на правдата. Меѓутоа, пак ќе кажам, јас секогаш оптимист и верувам дека ќе дојде моментот кога ќе испливаат на површина квалитетните луѓе кои што навистина ги имаме. Македонија секогаш располагала со квалитетни луѓе низ историјата, па до ден денес можеме да ги споменуваме сите тие наши идејци и борци за Македонија кои што животите ги давале за Македонија и да го дишиме ние воздухот сега како го дишиме. Јас верувам дека ќе се смогнат сили да и правниот систем, како и здравствениот систем, како образованието, тие се столбови кои што навистина треба од корен да се променат, да се фати еден курс кој што ќе не одведе навистина во Европа. Ние стално говориме, сакаме Европа, сакаме да се припоиме, да сме рамо до рамо со тие држави во кои што се во Европа, меѓутоа треба да направиме нешто во својата куќа, во својот двор, во Македонија да направиме и со тоа да ја ставиме Македонија на вистинскиот пат, ако сакаме да дојдеме до вратите до цел. Кој краде правда и зошто? Па видете, најчесто тоа се случува кога некои луѓе кои што се несоодветни се ставаат на одредени позиции кои што позиции им дозволуваат да можат да се осудат, да посегнат по нешто што не е нивно. Значи, по нешто што е на народот, по нешто што е на Македонија. Таквите луѓе не чувствуваат по мене одговорност, не чувствуваат вина и не чувствуваат некој морал или образ, што велиме ние, нели, и посегнуваат по тоа што не е нивно, по туѓото, без никаков труд, без никакво... Знаете зашто е тоа? Оти нема казнимост. Точно, меѓутоа, знаете како, пред се треба да тргнеме од себе. Јас, да речеме, како индивидуа, тргнувам секогаш од себе си, тргнувам од моето обкружување, дали е сето тоа како што треба да биде. Ако така ние си го поставиме патот на кој што треба да се движиме, мислам дека успехот ќе се види. Можеби патот ќе биде трнлив, можеби ќе биде каллив, меѓутоа мораме да го изодиме за да можеме да дојдеме до соодветни резултати. И за иднината на нашите деца. Така е, за да можат нашите деца да останат во Македонија и Македонија да тргне по патот кон Европа. И сето друго ќе биде, доколку тоа не се направи, сето друго ќе биде залудно и ние или ќе тапкаме во место, или ќе одиме се подлабоко. Дали може еднашка да го тргнеме тој, да речам, еден шаблон за мене во секој случај, Европа. Знаете дека Германија дужи 2500 милиарди евра. Франција дупло. Денеска имав еден разговор со еден наш македонец во Франција, само ќе го парафразирам, он не гледа. Знаете, почитувани, дека не гледате низ широм Европа, сега не гледате во живо во овие простори, не гледате во Америка, не гледате во Канада, не гледате во Турција и секако Македонија. Вели господин Томич, сакам да се вратам. Овдека сум граѓанин трети ред. Сакам да си дојдам и сакам да си изградам. Меѓутоа, тешко е порака и до граничалниците, кои да се, тука нема, да не отворат простор, да можеме да си градиме, да инвестираме, да не оптоваруваат со некоја административна проблематика и така натаму, бирократија. Нели ова е една убава порака што имаме фидбек, без нашинците, без нашата диаспора, ние сме нула. Професоре, че се согласите? Така е, се согласувам и мораме да посветиме внимание и на луѓето кои што се наши луѓе, а се иселени од одредени причини од Македонија. Мораме на нив да внимаваме, мораме да се подпреме и на нивните способности, ако има потреба и да им понудиме
да им ги отвориме вратите да дојдат во Македонија. Ние сме секако и гостопримлив народ, а секако дека за нашите луѓе секако мора да се размислува за да можеме Дали треба бариери да им се прават, дали џидови да им се градат? Видете, значи само вратите треба да им се отворат и да им се олесни патот на она што треба да го инвестираат или да го премиерот направат. излезе со еден прекрасен предлог. Јас напишав една колумна на сето тоа. Викам, чуму тие политичари толку за се тепате за власт? И даваме еден одговор, викам да, нормално за своја лична интерес и бенефит. Еве, барале една изборна единица. Да, рече, нема проблем, ако и диаспората биде инкорпорирана. Точно, значи таму имаме македонци, значи имаме диаспората не е составена само од личности кои што се наши, а државјани на друга држава. Така. Туку имаме и наши државјани кои што живеат привремено Така. во тие држави и од одредени причини кога доаѓа денот на гласање или денот на избори, не се во можност да дојдат на Да денот... го освојат своето демократско право. Точно. А секаде имаме дипломатски, скоро Конзуларни секаде дипломатски представништва, поготово во земјите каде што се наоѓаат нашите сограѓани и во таа насока треба и тука да се работи. И јас ја поздравувам пораката на премиерот и се согласувам со тоа да една изборна единица, меѓутоа сите заеднички да бидат вклучени во таа изборна За да единица. се изгради државата во вистинска смисла. Да и тие допринесат и да се почувствуваат дека се дел од Македонија. Оти чуму тогаш ние да правиме, ги изолираме нашите кои што се надвор од Македонија. И тие се македонци, тие придонесуваат, и тие имаат роднини кои што овде комуницираат со нив, разменуваат соодветни мислења. Скоро 2 милиарди годишно се приливаат средства. Тоа се сериозни средства кои што секако би добро, секако Македонија мора да оди и економски, нели, тоа е исто еден столб кој што можеби ќе имаме можност и за тоа да зборуваме. Професоре, да се вратиме повторно кој темата. Дали можеме без корумпирани суди? Зошто правиме една мала дигресија? Каде се видело во светот обвинет? Прво имаше ефективен притвор, па се пожалиле, што ја знам таму, му дадоа куќен притвор. И на Босфор, прослава матура. Има ли некаде во светот, ви се молам, апелационен суд дава право да му се издаде патна исправа на 6 месеци? Па мислам дека не верувам дека некаде нешто такво во други држави се случува, имајќи предвид дека доста од моите активности се и надвор од Македонија, во комуникација со колегите професори од други држави. Навистина, тие системи функционираат и затоа и обстојуваат државата и функционира државата. Зошто велиме државата функционира ако системот функционира? И законите се почитуваат. Така. И навистина мислам дека судскиот систем треба корените реформи да претрпи. Ова што се случува кај нас, не верувам дека во некоја друга држава се случува. Дури во Соединетите Американски држави, каде што секоја држава си има одредени други активности, секоја држава си има нели, на федерално ниво е заеднички, меѓутоа секоја држава си има посебни правни активности, посебни закони. Да речеме, во една држава, ако сојузна држава едно важи, во друга не важи, важи сосема трето, меѓутоа системот функционира интегрирано. И се почитува законот, значи нема криминал, корупција. И има соодветна одговорност и тие судски луѓе кои што учествуваат во тој систем имаат своја одговорност, имаат се избирани не по партиски клуч, туку се избирани по она што го имаат позади себе како еден вид на бекграунд, она што го така е и врз база на тоа дошле на таа позиција, затоа што во некои држави судиите и обвинителите се бираат и на непосредни избори, не само од страна на одредени институции кои што се одржаваат. Син на еден поранешен политичар и председател на институција, не завршил правен факултет, положил правосуден испит. Каде го има, бре, луѓе, ова?
Па само кај нас го има, за жал, и затоа ние се доведуваме во ситуација да имаме така да речеме грешки во здравството, грешки во правосудството, грешки во активностите кои што се поврзани меѓу полиција и обвинителство, меѓу обвинителство и судство, тој триаголник некако не функционира последниве неколку години. И кога не функционира тој триаголник, кога нели е прекината алката, ние не можеме да сметаме на правна држава и тие столбови ако се разнишаат, се распаѓа државата. Точно. Јас рекол кој прв почна, не одно да речеме од таа ММЕ, од таа позната тој наслов на таа театарска представа што беше. Исправете ме. Меѓутоа, искачањето од политичкиот амбиент од страна на Лјупчо Георгиевски со либералната партија, кој беше тоа време, смислам со господин Петар Гочев. Демократска партија, да. И му дадоа простор на Бранко Црвенковски да прави што сака. Направил еден приватен политички, тоа е општа оценка на експертите, значи сите години го збориме, партиски послушници судии, 450, преку ноќ стана судии. Се согласуваат. Така е, и тоа продолжило секако и во континуитет. Да. И тие што биле ставени тамо, дошле на нивно место или некои пријатели, или некои деца. Апсолутно. Сега имаме еден феномен каде што се вклучени и албанците во ова, значи има и прекрасни луѓе кои што навистина си ја знаат својата работа. Објективно, професоре, нема тука етничка припадност, нема. Сите се македонци. Да, меѓутоа сите како македонци без разлика на својата етничка припадност. Во Америка колку има 230 нации од 200 во Обединените нации, таму се американци. Сите се американци. Ако не го почитува законот, тука нема етничка припадност. Точно, и тамо секако американското знаме е на прво место, после друго химната, знамето. Така е. Не се почитува. Вие да речеме во одредени места каде што постојат, нели, кај што живеат мексиканци, кои што зборуваат шпански, има точно двојазичност, меѓутоа интернационалната комуникација е на англиски јазик. Официјален јазик е англиски јазик. Вие може да комуницирате на било кој јазик сакате, меѓутоа треба да си носите преведувач. Трамп тоа го актуализира сега, само се врати на повторно. Да, и секогаш не само во Соединетите американски држави, туку и во Германија, и во нормални држави, Велика Британија, германците кои има 8 милиони турци има. Па може би повеќе да има, меѓутоа тамо ако имате здрав систем и ако системот функционира како што треба и има правда, одговорност, честност, секако дека државата ќе оди напред. Ние треба да се посветиме на тоа, на нашиот двор, на нашата Македонија, прекрасна држава имаме. Затоа велам сум прошетал низ доста држави, низ и Европа и Соединетите држави. Единствено во Австралија не сум бил, тоа ми е желба. Така е, и меѓутоа Македонија има некоја посебна драж, некоја посебна енергија. Нели она што го велиме, еве и коридорите што ги велиме се во вид на единствена држава во светот што има крст, тоа е Македонија. Така е. И за Македонија се бореле доста држави, доста апетити имало и во минатото. Секој сакал да си ја присвои. Да, меѓутоа ние секогаш македонците сме и тие што живеат нели на оваа територија како нас со граѓани, секогаш сме биле трпеливи и сме се бореле за доброто на Македонија. Јас сум убеден дека имаме капацитети и дека владата ќе може да не извади од овие 3-4 столба кои што се клучни за државата, за Македонија, да не извади на површината и да зачекориме навистина кон професоре, фактот говори, утрото дено се познава за неколку дена, кој денска сме, кој 10 и децата се распушта, значи на 17 јуни се одбележува 7 години од страмниот документ Преспански договор. Што јас го кажувам во континуитет врз основа на гласот на народот. Почитувани, вклучи се
постави прашање во живо и биде дел од решението. Еве, телефоните ви се на дофат и можете да поставите некој прашање. Еве, темата е навистина интересна, суштествена, за нас, за мене, за професорот, сите нас се однесува. Професори, во контекст на сите овие работи што збориме, ние дојдовме до една констатација дека Македонија, ако сега, не случајно рековме, стратешки партнери силни, американската администрација предводена од Доналд Трамп. Ова пуфкање што се збори со Елон Маск, пише во денешната колумна, дека тоа е една илузија, една играрија. Предпоставам дека ќе се согласите со мене и самиот Доналд Трамп ја прави, имаше таа идеја да се присоберат луѓето кои се незадоволни. Тука има доста неопределени. А тие се клучот на демократијата. Така е, така е. Се согласувате со мене? Така е. Значи, тие душогрижници што се радуваат од длабоката држава, дека е пукна тиквата, почитувани, грешите. Да ви кажам дека грешите, еве, верувајте ми. Еве, тука е професор кој е добар експерт за американската политика и ситуација, дека грешите. Дека господин Доналд Трамп и Елон Маск се во добра комуникација и покрај провокацијата денеска, дека го обвинуваат. Дали мислите дека дувал, пушел некоја дрога, вика не, јас му посакам добро. И човекот што бара да направи трета партија, тоа е за доброто на системот, се согласувате со Така е. Таа партија потоа може да се коалицира со која сака, меѓутоа така за е. доброто на државата. Така е. Видете, во политиката секогаш здраво е да имате различни мислења. Што е демократски. Што е демократски и човечки. секогаш треба да се има и одредена позитивна критика. И во минатото најголемите војсководци имале задолжено еден човек кој што намерно ќе го критикувал, намерно ќе му ги каже грешките за да може да не ја изгуби битката. Апсолутно. Така и во политиката, ако сакате да не ја губите битката, мора да имате и позитивни критики. Јас верувам дека и она што го гледаме, дека Маск со Трамп исто така се во добри односи, меѓутоа секако е дека мора да има различни мислења, не може секогаш 100% да бидат на исти став по одредени прашања. Сега тука тие што ги велиме добро на Од длабоката држава се зошто не им одговара. Овие што се загрижени за нашиот случај, што не стрес, не снајде во кочани, како и мене, ја кажам мојата разочараност и вистина, вика со пропаганда не се гасне, професоре, огнот, вели почитуваниот јавен обвинител. И јас му честитам, господине Коцевски, јас ви дадов бланко поддршка. Бланко. Значи, одите вака, борите се против криминалците и криминалот, верујте ми, ќе бидете секојаш number one. Се согласувате? Така е, се согласувам. Видете, во секоја акција која што треба да се спроведува, треба што повеќе луѓе да учествуваат во таа акција, што повеќе луѓе ете и тие што се наводно приведени, треба да дадат свој допринос или да помогнат за да се дојде до вистината. Вистината, така е. Бидејќи вистината секогаш доаѓа од сите страни. Вие знаете дека ако еве јас како професор, ако дојдат два студента, едниот студент само го слушам, другиот воопшто не го слушам, завземам само една страна, не сум дошол до вистината. Точно. Мора да се слушнат и двете страни, па да се донесе соодветна дали со блефови, со такви блефови, со една хипокризија, со една неодговорност се критикува нешто што не е соодветства со реалноста. И видете, ваков процес и процеси кои што се сериозни и што треба длабоко да се навлезе во самата проблематика, бидејќи и во овој процес не смее да се направи грешка, не смее да се обвини некој кој што е невин. И од тие причини сметам дека и се согласувам со вашата констатација дека се оди во добра насока и дека институциите на Македонија добро ја тераат оваа работа, за мое добро изненадување, и така треба да биде.
И што повеќе се вклучени во целата ова активност, мислам дека ќе се дојде до вистината, можеби ќе трае малце подолго, меѓутоа подобро е да трае подолго, а да дојдеме до вистината. Јас имам добар пријател, го познавате вие, тој е еден господин голем македонец, Јордан Ѓорчев. Значи, ви се обраќам, господине Ѓорчев, вие сте еден прекрасен, не само менеджер, не само еден научен, просветен работник, вие прекрасно цртате. Експресионизмот кај вас е нешто што навистина не се мери со никаква општо благот, значи тоа ви е дарба. Овој галиматијас, ја не знам како би можел да го насликате, господин Ѓорчев. Се согласувате? Да, па значи, тој и неговите... Ова ситуација во која се наоѓа Македонија, ова црнила, ова безобразие, овој криминал, овакви убиства, смејување, предавства, кој може да ја наслика како? Па тешко некој дека може да го сето тоа наслика и дури како господинот Ѓорчев што го споменувате. Тука не се почитува, неговиот труд на надвор се почитува. До кога професоре вака чоди? Вие сте еден експерт во вашата професија. Затоа викам мора да се дојде до вредностите, мора да се прикажат вредностите. Имаме навистина луѓе, имаме јасна вистина се... Дали треба се маргинализираат, да се стават на страна? Треба да излезат на површина, треба да се... И тоа час поскоро? Точно, час поскоро и треба да тие да се фаворизираат, а не да се фаворизираат некои кои партиски послушници. Така е и тие што дипломите, како што напоменавте, ги прескокнуваат, не ги взимаат како што треба. Барем се штанцуваат, ги штанцуваат. Барем наред да се земала дипломата поред како што треба. Па, уште не завршен факултета, да положил правосуден испит. За жал, кај нас се случуваат такви работи, меѓутоа јас сум оптимист, како што ви реков, и сметам дека имаме капацитет. Јас навистина, тоа ми беше муабетот, дека навистина секогаш слушам дека немаме ние капацитет, дека немаме луѓе, дека мора некој од страна да дојде да ни каже како и што да работиме и да правиме. Меѓутоа во делот на луѓе, можеби немаме објекти, може немаме, ама тоа се гради, тоа се постепено со добро менаџирање може да се изгради. Меѓутоа капацитетот е во умот. Умовите мораат да испливаат на површина, да ги извадиме, да ги најдеме, да ги фаворизираме, да не ги гушиме. Секоја добра идеја да се прифати и да се реализира. Да не се плашиме од успешните од нас. Така е, секој проект да се што е добар, што може би некој го видел некаде во друга држава што функционира, да се примени и овде во Македонија, која што може да даде соодветни резултати и бенефити. И од тука сметам дека Македонија, ќе повторам, има луѓе, има капацитети. И те како и не за... А таму се користат од најголемите компании. Така е, не случајно нашите умови одат во други држави и покажуваат солидни резултати. Зошто ги бркаме, професор? За жал ги бркаме. Јас мислам дека можеме да ги прво да ги најдеме нашите овде што останале, па потоа да ги вратиме и другите ако можеме да ги вратиме, бидејќи тие нели се веќе можеби снајдени подобро од овие услови овде што се... Меѓутоа, професор, ние никогаш да речеме не можеме да дојдеме до нивото на Британија или до нивото на Германија. Британија понуди инвестиција од 6 милиарди евра за една држава како Македонија. Со еден ваш колега, претходник што беше соговорник, Слободан, 32 милиарди. Па тие се, викам господине, тие се пари исчезнати, украдени. 32 милиарди буџетски средства не се инкорпорирани во функција како што треба да донесат благодет на Македонија. Меѓутоа, доаѓа од британската влада 6 милиарди евра, кои се за големи стратешки проекти. Знаете како, ние секогаш тргнуваме, што исто така е навистина чудно, секогаш тргнуваме негативно кон ваквите атакување, дискредитирање, обвинување. Нели каков ќе биде со која камата ќе се враќа кредитот, па зошто се тие пари, па зошто не можело вака, зошто не можело така. Секогаш тргнуваме негативно. Треба да ја свртиме плочата малку од другата страна и треба да гледаме позитивно. Треба да гледаме како сето тоа да го искористиме како што треба во вистински
проекти во вистинска насока за добробит на Македонија. Она што ќе ни донесе бенефит, она што ќе ни донесе граѓаните да останат во Македонија, што ќе им даде подобар живот. А инвестиции во општините и инвестиции на малите и помош на малите и средни предпријатија е секако голем бенефит кој што ќе им донесе на нашите граѓани и подобар живот и да со еден збор да останат барем дома, во Македонија дома. Да не бидат граѓани од ентирет. Точно, да се чувствуваат дека се навистина граѓани од прав пред сите заедно, да. сите под еднакво, без разлика на политичка ориентираност, без разлика на национална припадност, без разлика на пол и останато. Така. Да дојдат единствена држава која не обслужува. Така е, па еве не случајно имаме претседателка која што е нели жена, која што е има сила, има капацитети, професорка која што дава се од себе несебично. Така е и репрезент на Македонија. Професоре, тука сме при крај. Па ги едуцирала, простете ми, општа констатација од вас народот е. Доста неписмени во парламентот лагаат. Точно е. Со тоа што е срамота да бидеш репрезент на народот, а не писмен, не елоквентен, а гласаш закони. За жал во собранието. Која е вашата порака, која е вашата камера? Во 1 минута и пол? Па сите заедно да се обединеме без разлика на политичка припадност, без разлика на национална припадност, да гледаме да направиме нешто за Македонија. Македонија ни е околу насловот, патот до правдата, дали Македонија ќе ја дочека новата ера? Тоа секако дека мора да ја дочекаме ерата, мора да се бориме за за подоброто утре, за добробит и добро за нашите деца, за да можеме и ние заедно да се радуваме со нив за Македонија. Професоре, еве ќе се заблагодарам многу за вашето прво гостување, нема да бе прво, ние ќе продолжиме. Ова летна шема ќе биде доста интересна. Јас ќе работам цело лето заедно со вас, со моите почитани соработници, да ги поздравам гледачите. Тоа се мојата главниот продуцент Кристина Томич, Владимир Срđan, кој во овие тешки температури и големи високи температури навистина има цел себе да реализираме оваа емисија. Ви посакувам добро здравје и успех и вам и на вашето семејство. Ви благодарам и јас на вас исто ви посакувам се најдобро. Да, почитувани, еве, професор доктор Борче Арсов говореше за вистинската борба за правдата, достоинството и новата ера во Македонија. Не смееме повеќе да имаме почитувани Клативој Такоевиќ. Ќе го цитирам од покоен колега Никола Младенов, каде парципирав кога ме избрка, ја не се страмам, СДСМ 2003, бидејќи се борев како новинар за македонската вистина и борба во 2001-та. И велеше Слободане, задржи во курсот и не дозволувај да бидеш Клативој Такоевиќ. Има такви многу. Не сум бил. Сите овие години останав принципијален, а принципот е Македонија. Македонија не смееме да ја изгубиме, бидејќи само таа имаме. И јас затоа му давам уште една, ќе повторам, поддршка на Христијан Мицковски. Ова немам потреба да видите, јас никому не должам. Јас само го почитам моето семејство и мојата Македонија. Сите ќе одговарат ако лошо работат менаџират, сите треба да сносат и имат казнени одредби според законот за се на што ќе сторат како ја считаме 90 милиони Кичановиќ во джеб. Не. Верувам во оваа влада и верувам дека наскоро ќе го исчисти тој несолвентен кадар. Верувам во изјавата на Изет Меджити кој рече ако не е солвентен, нема потреба да биде албанец министер. Да видиме. Нека му се среќа на новиот министер. Но еве да речеме, нека биде само едно привремено. Ако господин министер не сте способни, ве молам најубаво, бланко дајте сте изјава. Нашето здравство крвари. Нашето здравство умира. Не дозволите уште млади деца и луѓе да умираат. Пријатна вечер. Дами и господа, започнува програмата Гласот на народот со Слободан Томич. Интеракција 100%. Кажете си се што ви лежи на срцето и тежи на душата. Тука сме да ви помогнеме. Ексклузивни теми, соговорници кои нема да одбегнат со одговори на вашите прашања, коментари или критики.
Постоиме за вас. Гласот на народот е клучот на демократијата. Гласот на народот со Слободан Томич во живо.